Ние продолжуваме со лекциите од случајот на Валам, кој што реков дека се поврзани со последното време, како што тогаш израелците биле пред самиот влез во Ханан, така сме и ние денес, и какви се опасности вребаат на таа граница од хананската земја. Тоа е она што го проучуваме, тоа беше и поттикот зашто земав да проучувам на оваа тема. И минатиот пат, ако се сеќавате, затоа што беше пред 2 саботи веќе, рековме, кога зборувавме за магиите и од друга страна силата на Светиот Дух, односно Божјата сила, видовме дека и нам, а и на Израел од тоа време гледаме дека ништо не им можеле, никакви вражбени, никакви магии, значи биле безбедни додека биле послушни и верни на Господа. И Господ им бил заштита. Но во моментот кога паднале во грев, во 25 глава, да не го читаме тој дел, ја само би спомнал дека ја изгубиле Божјата заштита и дошло проклетството, неминовно. Она што Валам не го успел предходно со магии, со вражање, со чуда, го успел со тоа што ги намамил преку Моавките и Мадијамките и ги втурнал во грев, со што ја изгубиле Божјата заштита, и во тој ден се случил голем помор. 24.000 загинале пред самиот влез во хананската земја. Значи, додека не сме влезени таму, ѓаволот работи, ѓаволот е силен и има влијание се уште. И факт е дека додека сме му послушни на Бога, покорни и ја твориме неговата волја, ја имаме неговата заштита. Во случај, ако не е така, тогаш немаме. Што вели во Втора Законија, ајде да се подсетиме, или 5 Мојсеева, 11 глава на тие стихови. Втора Законија, 11 глава, 26 и 27 стих. Гледајте, денес ви нудам благослов и проклетство. Благослов, ако ги слушате заповедите на Господа, вашиот Бог, што ви ги давам денес, а проклетство, ако не ги слушате. Много едноставно. Заповедите на Господа својот Бог, тука нема никаква филозофија. Слушаш благослов, не слушаш проклетство. Туку, вели, се отклоните од патот што ви го одредувам денес, па тргнете по други богови, а тоа го направиле израелците, преку Моавките, измамени од Моавките, па тргнале да им служат на други богови, вели, што не ги познавате. Ајде да отвориме сега во Втора Законија, 28 глава. Овие 2-3 глави овде се интересни, ќе прочитам некои од стиховите, не ми е ова предметот на проучување за вечера, меѓутоа ќе читаме оно што е интересно се забележи овде. Првите 14 стихи од оваа глава се однесуваат на ако сте послушни на Господа, вакви благослови. А од сите стихови во оваа глава, кои што ги има, колку? 68, останати се однесуваат на проклетствата. Поголемиот дел. Па и 29-та глава, дури 30-та глава се однесува на тоа, ако се повратиш, нешто слично, последниот стих, што беше во Летописи, мислам 7.14, да. Ако се повратиш од грешниот пат, повторно Господ ќе те прибере, повторно ќе бидеш благословен. Но да читаме некои од стиховите од 28 глава, од први стих ќе почнам. Ако навистина го послушаш гласот на Господа својот Бог, пазејќи ги и вршејќи ги сите негови заповеди, што ти ги наредувам денес, Господ твојот Бог ќе те возвиши над сите народи на земјата. Сите овие благослови ќе слезат на тебе и ќе те стигнат ако го слушаш гласот на Господа својот Бог. Благословен ќе бидеш во градот, благословен во полето. Благословен ќе биде плодот на твојата утреба, родот на твојата земја, плодот на твојот добиток, рожбите на твоите говеда и на твоите стада. Благословен ќе биде твојот кош
И твоите нокви, благословен ќе бидеш кога ќе влегуваш, благословен кога ќе излегуваш. Твоите непријатели кои ќе се кренат против тебе, Господ ќе ги положи пред тебе поразени. По еден пат ќе излезат против тебе, а по 7 патишта ќе се разбегаат пред тебе, ќе не знаат кој пат да го фатат, со други зборови. Господ ќе нареди благослов да биде со тебе во твоите житници, во секој потфат на твојата рака и ќе те благословуваат во земјата што Господ твојот Бог ти ја дава. Господ ќе направи од тебе народ посветен на себе си, како што ти се заколна, ако ги пазиш заповедите на Господа својот Бог и ако одиш по неговите патишта. Сите народи на земјата ќе видат дека се нарекуваш со Господовото име, па ќе стравуваат од тебе, како што било случајот и со Моав. Кога овие само што се доближиле до нив. Господ ќе те обсипе со изобилни блага од породот на твојата утроба, со породот на твојата утроба, со прирас на твојот добиток и така натаму. Значи сега се повторува на некој начин. Но сега од 15-тиот стих, ајде да прочитаме сега од овие други работи, од проклетствата. Но ако не го слушаш гласот на Господа својот Бог, не пазејќи и не извршувајќи ги неговите заповеди и сите негови закони што ти ги наредувам денес, сите овие проклетства ќе дојдат врз тебе и ќе те стигнат. Проклет ќе бидеш во градот, проклет во полето. Значи нешто противно сега од оние стихови што ги читавме на почетокот. Проклет ќе биде твојот кош и твоите нокви, проклет ќе биде плодот на твојата утроба и родот на твојата земја, младите на твоите говеда и прирастот на твоите стада. Проклет ќе бидеш кога ќе влегуваш, проклет кога ќе излегуваш. Значи се спротивно на она. Ајде да читаме сега некои од понатаму стиховите. 22 стих. Господ ќе те удри со истоштеност, со треска, со воспаление, со жега и со суша, со сув ветер и со гламница. Тој ќе те гони додека те снема. Небесата на твојата глава ќе стане бронза, а почвата по твоите нозе ќе стане железна. Место дош Господ ќе даде на твојата земја пепел и од небото ќе паѓа прав, ќе паѓа на тебе додека не бидеш истребен. Господ ќе те направи да бидеш поразен пред твоите непријатели. А сега еве ги поразите. Нема победи сега. По еден пат ќе излегуваш против нив, а по 7 патишта ти ќе бегаш пред нив сега. Не они, ти ќе бегаш. Ти нема да знаеш кој пат да го фатиш. Ќе станеш страшило за сите земни царства. И твоето мртво тело ќе им стане храна на твоите небесни птици и на сите земни зверови. Не ќе има никој за да ги плаши. Господ ќе те удри со египетските приштови, со чиреви, со красти, со јадеш, од кој нека можеш да се исцелиш. Значи, неисцеливи болести. Господ ќе те удри со беснило, со слепота, со лудило. Насред бел ден ќе талкаш како што талка слепиот во мрак. Нека имаш успеси во своите потвати, во сето време ќе бидеш притискан и ограбован, а нека има никој за да те спаси. Ќе се ожениш за жена, но друг ќе ја има. Ќе изградиш куќа, но не ќе живееш во неа. Ќе засадуваш лози, но нема да го береш. Ќе го заколат твојот вол пред твоите очи, но ти нема да јадеш од него. Алудира на робство, на маки и така натаму. Но ти не јадеш од него, ќе ти го одземат твоето осле пред тебе, но нема да ти го вратат, ќе му го предадат твоето стадо на твоите непријатели и нека има никој да те најде, да ти дојде на помош. И што да читаме понатаму, значи страшни работи, цела глава до крајот. Значи од 15-тиот до 68, до последниот стих во главата. Ајде, последните неколку стиха, односно последниот стих вели: Господ ќе те одведе со кораби назад во Египет по патот за кој што ти реков дека не смееш веќе да го видиш. Таму вие самите ќе им се продавате на вашите непријатели за робови и робинки, но не ќе има купувачи. Толку безвредни ќе станете. Ќе нема кој да ве купи за робови. Страшно. Сето ова заради непослушност. Значи благослов ако ги слушаш Божите заповеди, а проклетство ако не. И сега, кои се првите проклетства во Библијата? Се сеќавате ли? Многу лесно прашање. Да. 3 глава Битие. Значи,
Убавиот живот, рајскиот живот траеше, може да кажеме, само една глава. Во Библијата првата глава, пошто е создавањето, втората глава, ајде некако го опишува оној нивни живот во Едемската градина, и веднаш во третата глава може би е најтемната. Значи, овде ни се објаснуваат многу работи зашто тргнале во таа насока во која што тргнале и зашто ние живееме на ваква една проклета земја, можеме да кажеме. Затоа што проклетствата тргнале уште после првиот грев. И ви пак го забележуваме тоа. Грев, проклетство. Послушност, благослов. Многу едноставно. Какви проклетства? Да видиме. А од првиот до 6 стих, да не читаме, тоа е првиот грев. 7 стих е опис на тоа дека сакале да си ја прикријат голотијата некако, па сплеле, си направиле од смоквини лисија, значи прегачи, тоа не траело многу долго. Потоа од 8 до 11 стих Господ ги бара, имаме тука страв, срам, нелагодност, значи им се случило нешто за прв пат во животот, не знаат никако да се однесуваат, се плашат од Господа, тој ги бара. Од 12 до 13 стих имаме префрлање на вината, значи читавме убави цитати за покаяние, овде сега гледаме нешто спротивно од тоа. Тоа е ефектот на гревот. Не сум ја крив, другиот е крив. Жената што ти ми ја даде, змијата што ти ја создаде и така натаму. Префрлање на вината. И сега, откако Ева ќе каже во 13 стих, значи Господ Бог ќе рече на жената, што е тоа што го стори, видите, им се обраќа Господ и он е загрижен, знае дека нешто се случило, односно знае што се случило и одговорите на овие прашања многу јасно, Господ ги знае, меѓутоа ги поставува за да ги натера, за да сватат дека сгрешили, за да ги натера да дојдат до покаяние. Затоа што тоа преку покаянието доаѓа до обнова на таа врска. Што е тоа што го стори? И таа вели, змијата ме измами, па јадов. И точно е, мислам, змијата ја измами, да. Па јадов, рече жената. И тогаш Господ Бог и рече на змијата. Еви сега тргнуваат, почнува овој дел до крајот на третата глава од Битие, каде што Господ ги изрекува проклетствата. И сега што ќе видиме овде? Ќе видиме три работи, ако успееме вечер да ги видиме, ќе видиме. Значи, Бог ги проколнува главните актери во првиот престап. Значи, ќе почне од змијата, па жената, па мажот. Во обратен редослед, претходно му се јавува првен го бара мажот, па жената, па доаѓа до змијата, некако работата, а сега од змијата, значи од зачетникот на гревот, всушност. Змијата како змија, како медиум, да кажам, кој што ѓаволот ја искористи. Значи, змијата самата по себе не е виновна, меѓутоа знаеме кого го отсликува. И, значи, проклетствата тргаат од змијата. И тогаш Господ Бог и рече на змијата. Бидејќи го направи тоа, значи што направи? Ја измами жената, за да јаде од плодот. Бидејќи го направи тоа, проклета ќе бидеш меѓу сите зверови и меѓу секое полско животно. По мевот ќе се влечеш и прав ќе јадеш сите денови на својот живот. И пред да дојдеме до 15 стих, само да кажем дека, значи реков, Бог ги проколнува главните актери во првиот престап, овде гледаме, ќе видиме, потоа Бог ги изгонува на крајот од главата Адам и Ева од Едем, но она што е суштествено овде и што дава надеж, им дало надеж на Адам и Ева, е Бог дава и ветување. Значи, Бог не ги остава така. Она прекрасно ветување во 15 стих, но за да стигнеме таму, да го видиме првен 14, значи го прочитавме. Кој е проклетството што Господ го изрекува на змијата? Сега овде Елен Вајт ни кажува, значи тука се судираат размислувањата околу
теолозите, како ова го сваќаат, дали змијата може би била поинаква порано, па да, веројатно затоа што сега кога вели дека ќе се влече, значи претходно не се влечела. Имала нозе, односно не, Елен Вајд вели дека и летала, дека била најпрекрасното суштество. Да. И веројатно затоа била измамлива. Ете денеска како мамат рекламите, онака светли, убави реклами, па за да те намами нормално, значи ѓаволот ја искористил змијата за да делува и на сетилата, веднаш на неја уште на стартот. И сега Господ ја проколнува да се влече и всушност ја понизува најниско што може. Значи немате друго. Па добро, сега има разни врсти на змии, меѓутоа немате друго некое суштество како змијата и немате по-гадно суштество, не знам, сите се плашат од змија. На некој начин језиво, да. Сега не знам збор на македонски. Јас се сеќавам, пошто се ви го кажувал тоа, близко живеевме до реката во Свети Николе, река Мавровица, инаку и таму имавме бавча, односно 2 бавчи и знаев често пати да идам натака и имаше таму повеќе водени змии кои што беа неопасни. Ја дори мали змичиња сум фаќал во водата, некој сум си играл. Ама имаше и од оние другите, сувоземните, како ги викаме. И ми исплаши еднаш некоја дрво, веројатно беше онака као испрчено малку. А ја детишти ја гледам и ми се учи дека е змија која прснав да бегам некај дома. А тоа е некој 300 метри, да речеме, до дома, може да беше 400, не знам. Ми се учи дека е змија. Иако сега, да речеме, може би не се плашам нормално, тоаш бев дете, меѓутоа не се плашам така, меѓутоа сепак е језиво, значи, створење. И нема кој не се плаши, поготово жените, така е познато, жените многу се плашат од змијата, веројатно тоа е од Ева останало. Генетски, да, некако. И забележуваме дека овде Господ директно ја осудува змијата. Не вели што направи, зошто го направи тоа. Не. Затоа што ѓаволот веќе е паднат, знаеме. Ѓаволот веќе е избркан до небото. И ѓаволот е тоа. Бог не се обидува сега да го натера ѓаволот да дојде до покаяние? Не. Тоа го прави со мажот и со жената, со Адам и со Ева. Меѓутоа на змијата директно и изрекува осуда, односно ја проколнува. И потоа доаѓа оној стих: јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе, значи се обраќа на жената и вели помеѓу тебе непријателство и жената, помеѓу твоето семе и нејзиното семе, и семе, знаеме кој е, меѓутоа овде се однесува и општо на Божиот народ, значи на сите оние кои што се на Божја страна, меѓутоа семе како семе, и затоа овде е спомнато со голема буква и затоа и вели тој, тоа семе, тој, знаеме дека алудира на Христа, ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Денес мислам дека спомна Јани, ако не беше. Да, на крстот Голготски змијата толку успеа, го касна Исуса за петицата. Тој умре, ама гробот не можеше да го задржи. Но, всушност, со тоа, тој ја смачка главата на змијата. А знаете, змија не можете да утепате на поинаков начин. Мора главата да ја смачка. Мора главата, нема шанси инако. Јас со змија толку не сум имал работа, ама и гуштерите се слични, односно гуштерите дури самите, ако го фатиш за опаш, ќе му се откине опашот. Самиот за да се спаси на тој начин, му се откинува опашот, меѓутоа нема гајле. Така и змијата, мислам, не е препорачено да се фаќа за опаш, меѓутоа скинете го опашот, ќе живее нормално, меѓутоа главата е таа, која што е клучна. И ова е големото ветување дека
И ова е всушност евангелието кој што им го проповеда Бог на Адам и Ева. Значи, среде овие проклества кои што ќе ги изрече, едно огромно ветување, дека ќе дојде денот кога проклетството ќе го претвори повторно во благослов Бог. Значи, всушност ја опишува овде конечната судбина на сатаната и евангелието како надеж за Адам и Ева и за целиот човечки род. Како да вели Бог и вели на змијата, односно на ѓаволот, жената за која што ти мислише дека ја придоби на своја страна, а знаете, со падот во грев, толку многу се изопачила природата на Адам и Ева, таа онаа совршена природа, што тие всушност станале пријатели сега со ѓаволот. Затоа вели, ќе поставам непријателство. Тоа е надприродна интервенција Господ искористил за да постави непријателство меѓу жената, меѓу човечкиот род воопшто со ѓаволот, односно пак ќе кажам, тоа е семето, тоа се оние кои што се на Божја страна, оние кои што ќе го примат евангелието и ќе се покајат и обратат кон Бога, тие се во непријателство со сатаната. Значи, жената која што тој мислил дека ја придобил и можеби да кажем, ајде со некој, не знам дали фудбалски, ама боксерски можеби жаргон повеќе, 1-0, 2-0 за сатаната. Меѓутоа, на крајот ќе заврши со нокдаун за сатаната. И колку и да е тоа, не знам, не се бројат поени, ако сте гледали некојаш бокс, ако нема нокдаун, тогаш се бројат поени. Па кој победил во поени, меѓутоа, ако има нокдаун, се знае кој е победникот. И жената, значи, односно семето на жената ќе ја порази змијата. И сега доаѓа, малку ќе имаме време, немаме доволно, само малку да спомнеме судот над жената, односно проклетството над жената. 16 стих. Ови се интересни работи кои што, ќе остане за следна сабота да ги разгледаме. На жената и рече, сега ги се обрека на жената и вели, ќе ти ги умножам многу маките на твојата бременост, во маки ќе ги раѓаш децата. Сите кои што сте родиле, знаете. И, знаете, во денешно време, иако медицината толку напредната, сепак не успела баш многу нешто да постигне во овој дел. Раѓањето е сепак мачно. Како повеќе, како помалку, ја се сеќавам. Па дури порано, поранешните години, која нашите, да кажем, баби, кои живееле по селата и поздрав начин на живот, раѓањето било полесно. Дори може да се каже. Да. Да се сеќавам на мајка му на Делчо, на брат Делчо од Горбинци, ми има кажам онака малку комично, ама јас сам njega родила на ниву, вика. Работејки. Да. Но, како и да е, ова е дел од проклетството. Се сеќавате што им рекол на Адам и Ева уште во безгрешна состојба? Плодете се, и множете се, и наполнете земјата. И сега тоа исто стои, меѓутоа сега ќе биде со болка, сега ќе биде болно. И сега овој интересен дел, кој што ќе биде доста предмет на дискусија, веројатно за следниот пат. Твојот копнеш ќе биде кон мажот твој, а тој ќе владее над тебе. Сега ова треба правилно да се разбере, затоа што во овие проклетства што Господ ги изрекува овде и над жената и над мажот, всушност се кријат и благослови. Затоа што во таа падната состојба, ваквиот поредок и ваквите нешта се за благослов за паднатите човечки суштества. Нормално не се мисли овде, велам нема време, не се мисли овде дека мажот ке владее во онаа смисла, како што некои тоа го злоупотребуваат. И еве само тоа може да кажем, дека ако мажот владее во онаа смисла, како што тоа го се злоупотребува над жената, тоа што не е благослов, туку е проклетство. А и во онаа смисла, ако жената не му е покорна на мажот, во библиска смисла, тоа Ефесијаните може би најдобро го кажува
5 глава беше, да, тогаш и тоа не е на благослов, туку е на проклество за семејството. Значи, така Господ ги поставил работите после падот во греф. Интересно е што дури после кога ќе, само тоа да го нафрлам, кога го изрекува проклеството на Адам, им веле нели дека земјата ќе раѓа трње, троско, така натаму со мака, со потке, и вика ќе јадеш полско зеле. Че Господ прв пат го додава зеленчукот, баш зеленчукот, значи. Не патлиџан, не крставица, зеленчукот, полско зеле. Патлиџан и крставица во некој смисол се спаѓаат во овошје, според некој. Оно што има семе во себе, тоа е овошје. Меѓутоа, значи, кромит, лук, морков, цвекло, целер, како може да го испуштам целер? Целер, блитва, спањак и така натаму сите тие работи, полско зеле, Господ ги додал после падот во греф, ама тоа е пак на благослов, потребно било за човечкиот организам. Но, тука ќе завршиме, толку ни е времето, или ајде може би само еден цитат да прочитам. При создавањето, Бог Ева ја изедначил со Адам. Значи, не Клара Цеткин и Роза Луксембург, не. Бог уште на почетокот при создавањето ја направил жената рамноправна со мажот. Да му останале послушни на Бога во сообразност со неговиот голем закон на љубовта, тие би живееле во вечна меѓусебна хармонија. Но не му останале, паднале. Но гревот донел раздор и нивното единство можело да се... И тоа каков раздор? Сеќавате, веднаш се почнале да се обвинуваат. Не, ти си виновен. Не, ти си виновен. Тоа е тоа. Тоа е гревот, тоа што го прави. Но гревот донел раздор и нивното единство можело да се одржи само со меѓусебно подчинување еден на друг. Ако се сеќавате во Ефесијаните 5 глава, сега малку одам пред себе, односно најавувам некој начин што ќе стане збор следната сабота, што вели таму? Треба жената да го почитува мажот, ама што треба мажот? Да ја сака како самиот себе, како Христос што ја засака црквата. И тоа е едно со друго оди. Ако едното го нема и друго, ако мажот не ја сака жената како самиот себе, не може да очекува сега она него да го почитува. Или обратно. Така да во тој смисол покорни еден на друг. Тоа е така, Господ така го воспоставил за да биде како благослов после падот во греф. Така не било, ама морало така да биде. Вика, Ева прва сгрешила, а на искушението, значи еве зошто е тоа така, значи зошто жената да му биде покорна. Прва сгрешила, а на искушението му подлегнала затоа што наспроти божественото упатство се одделила од својот маж. Подоцна на нејзино инсистирање сгрешил и Адам и затоа таа сега морала да му биде подчинета на својот маж. Кога паднатите луѓе би се придржувале кон начелата содржани во Божиот закон, оваа пресуда, иако уследила како последица на гревот, би се покажала како благодат за нив. Благослов. Тоа е. Благослов е во денешните семејства, бракови, значи после падот во грев збориме да жената му биде покорна на мажот. Дури ќе видиме и тоа го има. Видите проклетството на што го става врз Ева, а што мажот, и што гледаме од тука, дека жената е за дома, домакинка. Сега тоа е веќе све извртено денеска во современиот свет, знаете. Жената е многу еманципирана денеска, односно е станала независна и финансиски и секако, па затоа и меѓу другото имате толку растурирање на бракови и од таа страна. Може сама, што ми е гајле? Не. Жената била околу деца, околу семејство, околу домакинство. А мажот е тој кој што требало да работи на поле и така натаму. Тоа било тогаш. Значи, меѓутоа, само да дочитам цитатот, значи, оваа пресуда или проклетство што уследило како последица на гревот би се покажало како благослов за нив. Меѓутоа, човекот премногу често, се овде алудира на мажот во овој цитат, премногу често го злоупотребува предимството што му е дадено над жената, загорчувајќи ја уште повеќе незината судбина и создавајќи од незиниот живот вистински товар. И тоа го гледаме по некои
земји ден денеска, кај што жената нема ама баш никакви права и кај што е згазена. Но за тоа следниот пат малку почнавме. Што да кажам, освен она што го констатиравме и минатиот пат и на почетокот, дека најдобро е, иако ние сме во падната состојба, но со Божја помош да му се покориме на Бога, се да му предадеме како што пееме во песната и тогаш ќе имаме благослов. Како што читавме на сите полиња. Меѓутоа, ако е спротивното, тогаш имаме проклество. Нека му е слава на Бога што некои вистини кои што се од една страна толку едноставни, од друга страна може да бидат вистина тешки за сваќање заради својата едноставност, можеби. Но тоа е нашиот Бог, нека не води и чува во нашиот живот и нека учиме од сите овие поуки што ни ги дава од Библијата, затоа што тоа е за наше добро. Слава нека му уште еднаш. Амин.